и тие некаде гледаат да го исфрлат тој отров од себе, тој смет во себе. Јас не ги разбирам. Е, Мене ми е жал, меѓутоа јас пред 10 на 15 минути зборував. Тоа е цената да се чекорат широките патишта на пропаста која што ни ја креирала матрицата овдека. Тој наратив на постоење, лажен гламур, немаме допрено овдека. Гламур, моден, општествен, богаташки, спиритуален, кој што нас постојано ни се глумачки, филмски, блокбастери филмови што пет пари не вредат. Пејачи кои што денеска ќе направат некои милионски суми, а за еден месец не ги помнат дека постоеле. Тоа е таа машинерија и незините моќни орудија на медиумите, кои што луѓето цело време ги пумпаат дека е тоа совршенството, далеку од тоа дека тоа се кукли направени за да се презентираат на луѓето колку ние не чиниме и колку ние сме слаби и колку нас не бива и кога ќе ги видиме тие убавиците и лепотаните спастрени, како овци на клање што вели, или некои спиритуални лидери кои што од време на време ќе им се потурнат на луѓето, тоа е тој наратив каде што ние треба да формираме контраиндикација во себе си на само презир и за само непочит, слабост, потиштеност, потиснување, тоа се многу моќни енергии и чувство на вина. И ти си цело време незадоволен затоа што ти колку што можеш правиш, меѓутоа никогаш нема да бидеш за среќа, ние нема да бидеме толку фалени како што ги фали матрицата, овие лутки, овие кукли људски, врз кои што се вртат милиони долари, милиарди долари. Апсолутно, согласен со тоа. Тоа е машинерија, тоа е матрицата. Та е конкретна, реална, материјална, меѓутоа задира и го зима спиритуалниот аспект на човекот. Не постои таа сувопарна поделба помеѓу материјалното и спиритуалното. Се е во едно постоење, онака како што е нашата ДНК, клетка во нашата кичмена мождина. Јас мислам дека најодличното нешто што сме го направиле толку спонтано и Да. добро, што на почетокот заборавив да кажам здраво на сите, добродојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо, ама ова е крајот на подкастот, така што Алек Митко, јас те поздравувам. Чекај,